што се покажа како важно е дека ние треба и да ги охрабруваме граѓаните, бидејќи тие се уште немаат голема доверба во институциите, дури и на локално ниво, дека нивниот глас ќе биде слушнат, дека нивните потреби ќе бидат слушнати. Тоа значи дека навистина ќе мора во континуитет да се поттикнуваат, охрабруваат и вклучуваат граѓаните, но исто така на крајот да ги притискаме и да лобираме локалните власти тие проблеми и потреби да ги реализираат на граѓаните, да ги земат предвид, не само да бидат на декларативно ниво. Преку интернет имавме повеќе од 100 одговори кои што беа во голема мера и прилично детални. На консултативните средби граѓаните повеќе беа заинтересирани за проблемите во нивната непосредна околина, нели? Мојата улица има дупки, мојата улица нема контейнери. Меѓутоа се искристализира дека главните проблеми се врзани со постоечката или непостоечка сообраќајна инфраструктура, со жртвувањето на јавниот простор на огромниот број автомобили што циркулираат низ општина центар, како и со прекомерната градба, најчесто на штета на јавното зеленило и на јавните простори. Идејата беше да се видат локалните проблеми на граѓаните од Штип. Сето тоа беше преку онлайн и терески прашалници, преку различни целни групи, пошто беше многу интересно дека имаше интерес за двете консултативни средби од страна на штипјани, представници имаше на граѓански здруженија, работници, млади луѓе. Приоритетите се од граѓаните, за решавање на нивни проблеми и приоритети, дава своји решенија. NSIP се риетит të projektit, kemi arritë që të bëjmë identifikimin e nevojave të qytetarëve të komunës së Tetovës. Kemi identifikuar 3 çështje shumë më kryesore, çështjen e arsimit, mjedisit jetësor dhe urbanizmit, dhe kemi pas disa takime me qytetarët. Ato i kanë shpalos idetë, nevojat e qytetarëve, si përfaqësues të qytetarëve, dhe ne kemi arritë që përmes anketave publike të marrim më shumë informacion çka ju duhet qytetarëve. Shpresojmë që edhe në të ardhmen do të vazhdojmë që ta ndëgjojmë zërin e qytetarëve për nevojat e tyre që i kanë, dhe ne do të jemi urë lidhse mes qytetarëve dhe komunës, kryesisht kryetarit të komunës, këshilltarëve e kështu me radhë. Ne shpresojmë që në të ardhmen të arrijmë sukses, që të ndikojmë që të rregullohen disa çështje në qytetin tonë dhe të mundemi të bëjmë një bashkëpunim të shkëlqyer me pushtetin lokal, qytetarët dhe organizatat qytetare. Мислам дека оно што го покажа проектот досега, односно нашите активности досега во овие 9 општини, беше дека навистина постои потреба и желба, и тоа не само во периодот пред избори, туку навистина во целиот период, односно постојано да наоѓа локалната власт механизми, начини на вклучување, консултирање на граѓаните, да ги следи нивните потреби, проблеми, барања.